749 петарди неуспешниот млад бизнисмен Дрин Ахмети заглавија во обвинителскиот систем со прибавувањето на докази. Вештачењето стигна во обвинителство, ама дали ќе има обвинение за внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети засега е неизвестно. Јавниот обвинител обезбедува материјални и вербални докази во однос на набавката на пиротехничките средства, повикува лица на распит и се уште не донел одлука дали ќе донесе решение за запирање на истрагата или ќе покрене обвинение. Според информациите од обвинителство, може да се случи и трета варијанта, а тоа е истрагата да трае до бескрај и петардите на Дрин да се заборават. Се преземаат други действија, се прибавуваат вербални и материјални докази во поглед на набавката, пошто ќе биде донесена јавна обвинителска одлука. Јавен обвинител презема действија, се повикуваат лица на распит и се утврдува набавката. Вештачењето на пиротехничките средства пронајдени во џипот на младиот Ахмети е завршено и предадено до обвинителство уште пред 10 дена. Министерот Оливер Спасовски потсети дека предметот сега е во рацете на ОЈО и од нив зависи исходот на истрагата. Премиерот Ковачевски пак информираше дека Дрин едноставно бил фатен при редовна полициска контрола и не постои никакво политичко буре барут кое ќе ескалира во коалицијата. Дрин Ахмети беше фатен со 749 парчиња пиротехника ден пред Нова година. Тој беше задржан 3 часа во Беко, откако тигри во близина на старата скопска чаршија го фатија со полн гепек пиротехника во Ренч Роверот со албански регистарски таблички. Од полициска Беко, тој беше спроведен со лисици на рацете во цивилно возило на полицијата, каде го одведоа надлежните, не откриваат. 25-годишниот Ахмети, кој го фатија со стотици петарди и сега е сред истрага, е неверојатно успешен бизнисмен кој поседува 39% удел во трговскиот центар Соравија, без јавноста да дознае за кој износ ги купил. Дрин Ахмети е син на Фекри Ахмети, брат на Али Ахмети, а во своето бизнис портфолио, иако има само 25 години, веќе има 4 фирми, од градежни проекти до каменолом и фирми за производство на струја.